омилена. Вака седните се прво за местове прашав за кој туристички водич, сега планирав и прво, пошто сигурен сум дека има кој да седнеш и што видат прво, да засвирите или да запеите можда во друштво. Oblivion од Astor Piazzolla. Јас во мојово мало мозоче стално имам топ 10 книги, филмови и музики. Ај топ 5, од сиве трип топ 5. Да, може. Музика е прва Oblivion. Што Тоа е беше? Astor Piazzolla, тој е основоположник на тангото. Аргентинец, можеме да речеме, Ајде, можда може. ќе, ама рецимо оние una историја дело на мор, таа ви ја рекол одма. Има една Италија, Крис Боти и Бочели во топ 5 која би гледала Маскарада од Џорџ Бенсон. Така не мора да е само кон класика или сигурно од можам од Крис Боти, бидејќи втори инструмент ми е труба, трет ми е саксофон. Со мала дигресија сега почна пред неколку години. Не можам да речам ако за клавир сум стигнат до магистрирање, труба сум прво оделение, саксофон. Труба сум труба да гача. Ама во книги сум најак. Во книги можам топ 50 да изберам. Јас сум книжки молјац. Јас шетам со книга. Топ 1, топ 1. Топ 1 е најдобра. Топ 1. Некоја да немате што е... Агонија и екстаза. Животот на Микеланџело Буонаротти. Ирвинг Стоун. Тоа е топ 1. Тоа беше Јас спомнав 1984 Џорџ Оруел. И филмот ми влегол тука. Макијавели владетелот. Што ми влегол тука? Читачот од Шлинг. Мала книжара во Париз. Светопис. Бербери. Светот кој? Светопис. Библијата. Библијата е добар криминален роман. Какви истории излегуваат од она брат си убил, потоп вамо, овој дели е море. Сите се извезени. Ама паучно е, Библијата паучно е. Гилгамеш, после Гилгамеш, во Гилгамеш имаат се и после Гилгамеш се е препишано само, например. Тоа е некоја теза што имам спомна, Тоа е некој еден од средна. стариот, мислам, Да. стариот Видите, сите овие работи, и музиката, и филмот, и книгите се за вежбање на менталното здраве. А за хуморов преска спомна Охридскиот стендап. Охридскиот стендап мора нешто да му признаем, не му имам речено. Јас стално ги посетував, дури прашај ги овие двајца Никола и Стрезов. Кога беа маргиналци стани на улица, јас бев тој што преку клубов ги финансирав, за да не замре дел од урбаното живење. Што е урбано живење? Што е град? Да имаш театар, да имаш базен. Ајде тие градски татковци, мајки више ало, тропне им таму. Базен. Град без едно село Вевчани, некој велеште да отвори базен, ки има повеќе урбани елементи од Охрид. Она Лешани има базен. Да го покријат Лешанци. И Лакучер имаше. Театар. Град без театар, луѓе. Зашо правите муа? А да не спомниме опера, кино топло, да се слечеш, да се облечеш, да... Не, мора да си ладно за да се осеќаш Заради шо? скроз. Кој Јас не 4 ден можда Јас ако сум се зимогрожник, зимски. јас не функционирам во ладно. Порано да, имам серфано за нова година, со windsurf. Нурка брамама во ладна вода, игра ватерполо, кога беше под 18, од кај сакаш можеш гол да ми даш, бев голна. Ако ме удри влак ја фатам. Не сум функционален. Не сум функционален во ладно и сакам брате над кино. 2,5 сати филм да гледаш, не сакам. Dances with Wolves имаше еден добар филм, ето тој би го спомнал сега в Алесија. Тој е последно што гледав овде во ладно и го памтам од ладното. За Стендапот. Еднаш бевме во Джезин. И покрај Никола и Стрезо излезе ти, излегоја она Јорданен колега на факултет. Да, Јордан. И излеговте уште 4-5 души. Никола, братуче, Тико. Најсвеж хумор беше твојот, за мене. Се историв во смеење. Не би те гуцаа што она беше, што материјал. Ти си многу сериозен, ама тоа што го кажеш држи вода. За разлика рече од другиве што можда ги имав чуено финтите. И си реков, овој дечко треба да се поддржи, ако продолжи во глума, треба некако да му се деси. Не ми примија на ФД тоа.
Па за дека не те примија затоа ќе успееш да. Така на Да, секој да, на да. звездите Едно време, има се речи. сеќавате на Гора Стефановски, палеа само такви комедии, оние петпарачки со џупски сленг, Джемо Билбил. Да, да. Ама тоа оди, да, и Джемили до кога? Здрав хумор. Така да. На ниво на Македонија битолчани ги имаат превземено тоа со Сози сме. Да. Џупски хумор. Тие ги имаат Ама веќе мене лично ми се пак такви работи интересни. Вици или два, да. Најбајте. Вица, још не, вици да заврши и после една песна ќе си отсвириме. Виц дали некој. интересен. Мрсен нека. Јас сакам Ќе вици со направи пип. вици со животни, ама ми теквите со цигос. Цигос многу Ајде, добар да се. нема да се наљутим никој. Не, Само супер, е супер. во Малку има цртки кожо цигос. Имаше една мори Милева, кој ќе кажица, не знам, некој Джемона Милева. Била си ми сестра, па жена, сад си ми ташта. Ова е црк Грозно. Добро, профаја. Ова ги избришите, немај сега вицот да кажам. Но не да. Кога имаш 50 души, двајца, све едно, час. Се појки генерације се 21 век. Ако трниш 45 минути, бла 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 бла, што нас ни е најлесно, како професор. Запишите, ова е многу битно за испит. Со еден рамен тон за спијање, од сабаје во 10, таман си заглавив ношче, си направи се идаш ти на час, ти си точен. Ама ако не е интересно, пола од нив ќе заспиет буквално, вака, а пола од нив тие што морат, што се прва линија фронт, што ги гледаш, уклучете на дугно од Така е, врска е, што збориш, чавката им избега неге со се синџир неге далеку, ама часот први, мене платата ќе ми дадат на први, јас ги заспав сите, си читам, нема припрема, нема радња фамиле, најлесно. Како поминавте? Кога бев студент реков, ако некош ми се деси да гледам, никогаш нема си дозволам да ми заспиет некој. И стално им реков, кога ќе видам дека некој зева, или некој нешто почне да вади, часот ќе заврши. Јас за основа појќе од 2 сати и то споење. Никош не знам кога е. Ако не ми кажеш да излезе мало, јас не знам колку е сатот. Имам идеја што да кажам денес, може да трае 1 час, може да трае 3 сати. Ама појќе од 2,5 сати не можам да се слушам себе си. Си сметам. Мислам дека доволно е. Тоа е и убава работа. така Убаво е, да ама се- треба да имаш флексибилен декан што разбира што сакаш да кажеш. Ако патито то 10 и 15, 11, 15 минути пауза, 11 и 15, 12, имаш проблем. Тоаш мораш да го направиш досаден за да врви времето. Да. Исто како да вам ви дај сега кога сте најпродуктивни. Ти викаш синок на птица. Замисли јас сега те терам од 8 до 3 на работа со картонче. 8 сабајле. Јас во 8 легувам. Не ти е тебе биоритамот ти е поинако, имаш поинаков метаболизам. И ти ќе станеш, Да. ќе влезеш во онија, ама не ќе си не ќе 10% ќе даваш. кај е тука се онај уметнички Да. моментум што најдобро ти е на полноќ. Или после 5 чаши вино или сега лупам, Така. Така да мора да има разбирање и од некој раководен кадар кој ќе свати дека твоите ученици уживаат во тие 2-3 сати повеќе отколку да ги тераш или добиваме 4 плюс 2, замисли, 6 сати да се загуби. Дали има уште нешто да си кажете или дали имаш уште нешто да си кажеш? Гледаш, можам да утре зборам. Да. Не даме прашање. Една работа што може да се направи во Охрид, ево јас како активист, нов, млад, она испечен од Зелен. земја што викаат. Чекај, ти само извини малку. Ти што ми ли кажеш заврши Јас книжевност. книжевност, Јас тука туризам. туризам. Ама јас сум бунтовник, јас сум целосен бунтовник, имам завршено туризам, Такви сакам. имам завршено туризам и имам стигнато до диплома, имам све направено завршено и дипломата ја немам за. Утре дојдеш да заврши на работата и да не слушам. Не, јас сум бунтовник, терам на Добро, извините, прекинем. И како ти, како активист кој работи толку време, значи пофален од така толку луѓе, јас слушам пофали, сега не знам, може да има Дај некој Боже, кужење, да. дај Боже. Како и да е. Правим мојот ми е како ти би ми дал една или насока или конкретен проект или конкретна мисија моја за во градот.
Што едно сингл, едно нешто кое би можело да се сменити, да се подобри или да се направи ново нешто, кое би било тоа нешто? Да станеш градоначалник. Тоа е тоа. Но не. Градов, ајде вака неколку идеи што ги имам да ги лиферуваме, па можеш да одбериш. Ајде, така. Градов морат да пледират да ја ставит на пиедестал таа негова Ефелова кула кој се викат Климент Наум, односно кирилицата. Нигде не можеш ни да купиш ништо на кирилица заради кирилицата, АБВГД. Јас имав идеја 31 атракција да обележиме со големи букви, дури еднош време кога излега едни Пикачу кој ги бркаја некако одиш чап некој чек, покемон. 31 место и на крајот кај Љупчо рачно изработена хартија да му даваме диплома во име на граѓаните на Охрид, чувари на Климентовото дело, нешто помпезно, на филјан човек му даваме диплома амбасадор на кирилицата. И одиш дома, а ти си од Јапонија и ги опнеш, видиш што добив амбасадор. Јас бев така Израел, ми даде амбасадор на добра волја. Имаше таму едно предавање и ми даде само заради тоа што предавањето беше од туризам, тотално небитно, ми даде диплома и ја в канцеларија имам ставен. Јас не патам од титули, нити ми значиш, ама го памтам тоа. Зошто тоа да не го прави Охрид? Ајде да. Многу Тој ќе оди Јапонија да. и секој што ќе види тој ќе се пофали што е тоа кирилица, бе, И дајчешко Охрид, Google, и се тоа. така е Охрид. Пазите, ова е сега повторно професионална деформација. Така. Ама туризмот го продаваат приказки. Ама Охрид е реално како го Глаголицата знаеме, исто. туризам. Замислите негде да пишат или нека е она видеобим, некој ласер, Охрид на кирилица, Охрид на латиница, ајде. Сите го знаеме тоа, ами Охрид на глаголица. Кирилица, латиница. Ај кажи ми човек што може да го напиши тоа вака. Врска немаме. Така да тоа морат заради доброто на туризмот во овој град, ако живееме од туризам, а тоа е приказка. Тоа е Ајфелова кула. Никој не може да се пофали со Значи ти клинец. пак се базираме на туризмот овдека. Јас да, професионално сум деформиран бидејќи све што работам е туризам. Овој град, како реков, е заслужен. Втората идеја ми е да и тоа ќе отуркам јас. Охрид град на 1000 крстови. Тие постојат. Нема да градиме крстови, него само ќе ги осветлувам. Има добри луѓе. Секој сум имам дилема дали она звучи како фалење кога ќе го објавиме на Охрид Ньюс или кога ќе дојдат новинари. Не, тоа е добро за Подстик. друга мотивација за други луѓе. Иначе нема. Убеден сум дека дека Сето така функционира моментално. И ево јас од моја гледна точка, вие како постари, ево многу активисти што имам правено вака мове што се постари, не патете тој комплекс, туку баш тој му е момент битен, дали е убаво да објавиме или не. Во секој момент е убаво да се објави. така и поттик се појавија луѓе што сакаат да поможат. Секој зашо ако не објавиш, ако поможеш нешто ништо, ако објавиш ќе излези некоја друга. Имам друга дилема Ето, од тие назови хуманитарци кои често пати ќе се сретнете само се фала. Ама вистинската она приказна за бендите, за сиромашните не ја ни покажуваме. Тоа секој го прави сам, ама за промоција тоа да. Ама тоа е главно да усира. Град на 1000 крстови е исто добра приказка како што е она град на осветлени 365 цркви. Секој историчар на уметност речи или историчар речи камо изброи ги 365. Ама ни еден турист нема да ги брои. Да. Нема да ги брои и тоа е имидж, тоа се ствара, не е преку ног може да се изгуби, ама се тоа е процес кој мора да се гради. Исто имам идеја да потопам одредена количина вино на длабочина околу 20 метри во езер, пошто сум длабоко убеден дека оваа вода е магична и дека ќе го зголеми квалитетот на виното. Договорен сум со Далвина, винаријата, за Свети Трифун, здравје Боже. Веќе е направен еден бокс за поставување вино, со нуркачи, ќе го популаризираме езерото, чистотата, ќе популаризираме туризмот, скуба дайвингот, така да има многу компоненти, цел материјал е од еко, материја која не загадува, многу помалу од било кое кајче метално. Сето тоа е во функција и развој на туризам. Има фаци кои имаат бесни коли, бесни pocket money, имаат глисери, сакаш брате, пиеш 5 пати поскапо вино, ама чувам надолу на 20 метри, во совршена темница, во совршена тишина. Стакло планираш? Стаклени шишиња кои се ставени во метален бокс. Така и спуштени. Спуштени долу и долу се чуваат како, ајде, како подводна винарија.
како совршен фрижидер уствари. Долу е од 4 до 6 степени на таа длабочина. Тивко е, мирно е, Светло малце. нема светлоич. Нема свет? 23 као, ама веќе од 16 метри е тотален мрак, мислам тотален. Од 16, Да. сино. Вика дека 23 метри ова е најпровидната питка вода без минерали во светот, ама одамна никој не е проверил. Точно. Јас И тоа е сум проверено пасиониран доста. нуркач, без тапија исто како и ти. Еднаш нуркав и со ајкури во Малезија и не ти препорачувам. Дрljavно. Тотален нонсенс. Не смеш да мртниш горе, ода ти сега си кажеш кога ќе огладне, вака веројатно спијат. Две гледаш и ти стоиш вака и јас сакам водата, ама наша вода мислам дека е темна веќе од 16 надолу и таа влажност што му одговара на виното е совршено долу, бидејќи сува тапа, влегува, оксидира виното и се расипува. Конечно ќе ставиме една одредена количина под вода и ќе видиме. Убеден сум дека ќе е поубава таа темјаника под вода, него ова што е горе. Ке е проект кој треба да популаризира неколку работи, винаријата ќе ја пофалиме, ќе е добра реклама, ресторанот што ќе одава тоа вино ќе има ексклузивитет и можда тоа вино ќе биде 3 пати поскапо од обичната темјаника, ако е темјаника. И секоја година можеме да додаваме нешто плюс, да ставаме некое посебно вино, да даваме пиетет на некоја нова винарија. Има тука модус и повторно туризам. И влечи поќе работи. Еаш колку активи за Виктор. Добре, аз ти сум Што не мора да е Ете, туризам. Јас во годиниве нана засатив дека секој од вакви реакции можда не може да дофали многу, ама е лесно стварливо затоа што не зависи од јавни функции или од јавни установи. Јас, Да. на пример, да бидам јас некоја власт, јас би го забранал цел сообраќај со мотори со внатрешно Да. Се сеќавате кога имаше локдаун, Така. змиите почнали излегуваат, се појавија чудни птици, Да. рибчиња почна да скокаат, изиритирани од нашето одење по пијот. Тоа јас како дете го памтам. Буката, бензинот, нафтата, тој е отров за ова. Да. Ние ќе Само го уништиме е- прво и после ле. Да, што Исчезна. да правиме сега? Чаре. Немаме ние превентива, само куратива, само лечење. Да, точно. Јас да сум некој власт би го забранил, но И само лесно да е се само да се забраниш. И во едрилици, Е, сега, едрилици ти си чаош и да. Едрилици го прави го разува Топрицко езеро на максимум. катамаранчи, Фели. Остајте. Се, ама Не ми ако одговарај, загадуваат, не ми ако одговарај. загадуваат и Не, многу не. бучни се. Чун, Гледајте, чун со веслање да се врати, нема чун во Охридско Нема. езеро. Плюс тоа, и сето тоа е добро во функција на разен туризам, но има, на пример, 100.000 рибари или таксисти. Мора да му најдеш субститут. Јас сум убеден дека Европска унија или Словенија како екоземја или некој фонд мора да има за електрични мотори. Ќе ви ги дадат муфте или со плаќање или првите 100 или процес во Да. неколку години да се смени ова, за да го Ама сочуваме и- езеро. и Сега да тоа платим. можеме сами. Тоа е сега инволвирање на министерство Тука или, сме сами против или некој сите. градоначалник рече тоа требе дај доста Да. више уништував. Следниот градоначалник ќе мора да внимава на тоа да го решават заради УНЕСКО, заради квалитетот на водата, ево ни бега вода овој. Замисли внук, здравје Боже, право шок е. Ти читаве тато, овде езеро стима некош. Шо е за јонџа, ченки. Замислите да истечите едноставно. Кај бевме ние? Слепи, шо? Седи доба има ти Да, полошо. да, подаш. Активизам, затоа ми се дивам младите. Но мислам дека сте како Робинзоновци, сами, како Дон Кихот. Пошто јас го изодев тој пат и жалам, ама нема друг пат. Нема Мораш да го мора- изодиш јасно. и по цена да те критикува. Да. Да извините да јадат г, да речат не, има интерес, има за пари, има за ова, не знам што. Тера брате не застана. Точно. Но јас би сакал да видам електрични мотори. Не е само да му забраниш на таксисти и одме 1000 душмани да има тој градоначалник. Така. Него да се најде начин Така. да се смени, ама да не загадува, да нема бука. А има начин, пошто има начин. Има начин. Пастърката е најзагадена од бучавост. Бега во подлабоки води, се плаши, таму нема храна, таму е збунета, поладно е и умира. Не се згјавате кога рекоа 9 години и треба да се размножи. Тоа е затоа што оди во неквалитетен environment. Не ја одговара. Поладно е кој јас што не можам во ладно, ви реков. Не можем така. Си има... Сега, тоа зависи од некаква си локална самоуправа.
Додека не дојде Чаушев си го сака градот толку за да му е стало за Езерово, ние ќе чекаме, ќе сме стрпливи, ќе се бориме како Дон Кихот, ќе чистиме само еден дел од плажата, 100 метри. Со мои студенти еднаш годишно влегуваме и чистиме плажа. Пример тако. Ти студентите, Така да е. тоа организација. Не, можда еден од тие студенти А ќе стави ти- Чауш и ќе се сети. Чекаве имаше едно нормално што чисте едно веко. Што е идејата? Треба да е чисто. Сакаш туризам, сакаш чиста вода, сакаш. Ова е питка вода, е базен со питка вода. Ние да му замочаме, но. Мора колектор. Градоначалник го мора колектор да изгледа. Ако тоа успеш да го направиш ти, јас, било кој, тој ќе е вечно гласан човек. Од сите што разбираат народ. Чекај, тој колектор, нема колектор се? Ние имаме колекторски систем кој е граден 80-тите. Да. Тој е на граница да пукне тотално, а во овие функционални рамки едва 30% функционален. Тоа значи дека Кукава Две третини. Тако да имате и истражување. тоа го дознав. 2/3 од системот не функционира. И тоа значи што како глупост прави. Пумпаме сега од Пештани од негде. Со колку струја се троши, цел град пумпаме вода и до Ровник едва стигнала и Везеро ни бе. Бого нека бега овде точно. Што трошиме струја и пумпи за не дофрла до Враништа. Враништа пречистителниот систем не работи. Ама и Да, не е зато, не е зато Јас- според мене колка инвестиција е. За такви прашања и проблеми што ги имаш, што ти се едни од најважните за екзистенцијава на градот, немаш цена на тоа, немаш цена. Ама има и цена. Се прави Има вода. и цена. Не, Се има распрашав цена, ама наоколу. не Ева треба да имат цена демек скапо и немојме да направиме инвестиција. Ќе Сега ќе најдеш ви кажам, седнав со човек што се разбира овие работи. И го прашав, кажи ми како се решават. Како многу едноставно. Цел свет го решил, ние треба да препишиме само. Да, да. Во Холандија имате на секој километар автопат мини пречистителен систем. Атмосферскава вода бидејќи паѓа на асфалтов, влегува во шахти и си се чисти. И оди кравите ја пијат, наводнуваат таа една техничка Да. вода, полутехничка. Ние не можеме во Клазера. Ми викат одбери кое село сакаш или дел од градот. Реков Трпејца. Пречистителен систем за Трпејца е 1 милион евра. Да го предвидиш следниве 50 години колку ќе расте тој дел, уште колку куки, уште колку туризам, сето тоа да го предвидиш. Милиона евра треба за мини систем, тука 2 пумпи, не да до Враништа цело ова крај режиме на вода, не. Тука да се чисти таа техничка вода да оди или само за туширање или за наводнување или ќе ја вратите во езеро е чиста. Бактериолошки, хемиски и органолептички ви е чиста. Можда не е за пиење, но е втора категорија. 1 милион евра. А го прашав зошто како до сега не сме го направиле, што е тоа? Тоа е нула. Да, за локално. Бидејќи јас пак заради туризмот имам една сега ќе направиме една статистика колку Охрид собира пари од туризам. Но ќе дојме до тоа. Вака ми е чистиот тој човек. На годишно ниво секој чауш што бил досега во последните 15 години има меѓу 10 и 15 милиони евра буџет. Со сите оние превработени 300 и кусур, она во дупка без дно, со сите фатки една година Абасемин да ја градиш, или 15-ти корпус, стана веќе 16-ти корпус, уште не е дотерана до крај. Со сите такви промашаи и вечни некакви проекти, ти како чауш годинава мора да потрошиш, мислам, имаш на располагање 10 до 15 милиони евра без донации, без америчка амбасада, ти дај ова, Да. Чисти парите се тие, по буџет. И ти не можеш еднош ова година Трпејца да го решиш, до година Пештани да го решиш. Вториот градоначалник ќе да ги речеш, овие две села јас ги решив, молим те продолжи. 3 колектори за Охрид, Старград, овде Канео, овај како викаш дел по Мазија до Билјанини, колку год да се решава. Да ти се заблагодариме за присуство, за отворениот, искрениот, муавет. Да сте живи здрави и И да ви посакаме сам да продолжите со ова, пошто досега чим не сте се обесхрабриле,
Не верувам дека некојаш ќе се деси тоа, ќе се Мотивација случи. вака И сама мотивација. себе, Ево мислам дека и видовте сега сам преска рече дека со акција со Бетовен види дека уште има, не знам, луѓе така активисти или луѓе што прави сакаш да направи да поможе ти. Така, и намерно те побара. Многу И се. сакам кога бидејќи младите нема се останало, Да. дека мора да продолжи, нема вечно Така, вака така. да. Но немојте да застанувате. Тие се Никако. стапки кои мора да ги помнат секој. И многу ми е драго што, знаете, лесно е јас да направам и сам ќе го направев, и она што го боевме таму, и или ќе платев, моле или ќе го направи, ама јас сакам да фрлам бомба и да видам кој како реагира. И сите членови во овој клуб што се во Ланс се така одбирани. После акција, кој како изреагирал. Со отворено срце, со нова идеја или некој со пари. Така. Не секој има идеи, не секој има време да или ајде инспирација да биде иновативен, ама знае кој некој да помогне. Секојаш најголемата помош е да лобираш некаде, да му најдеш работа на некој што е посвоил 5 деца нема да јаде. Да му отвориш И тоа е упражнение. и тоа е тоа нешто. Не се брои тоа со како ќе го броиш тоа со пари. А некогаш само купуваш, ама заедно си посилен. А верувам дека заедно ќе бидеме посилни и ќе најдем начин стану да нешто да чркаме заедно. Да, и јас се надевам на идни соработки и да, кој што реков, да си продолжите и дека ќе се појави допрва во ова време вакво какво што е ситуацијава луѓе кои што баш ќе го видат тоа и одблиску и како сакат нека бидат и ќе го ценет и ќе го следат баш и ов пример, а и примерот на сите така нешто што прават што се гледаат како е направено, да не навлегуваме на тоа затоа што одма се познам нешто кога е направено без задни намери, за градот, не е за мене, не е за дома да го направам. Ето треба се цени та проблемот е што во луѓево изгубена некојата само доверба во луѓево за дека ова го прават со нешто. Не случајно има недоверба затоа што години назад се изгориле, но мене кога ќе ме праша мајка ми што ја ти изготвам, се на време ми готви нешто. Јас викам тенџер е полно љубов. Кога ќе на све му додајте мало љубов, мора да излезе позитивно. Што год да е, ако со љубов го штитиме зерото, го сакаме градот, правиме вакви, мора да се. И така. Љубовта Ќе победи. не можеш да ја доприш. Се победи. Што е, не е, ама болит кога ја нема. И тој недостиг ги направила луѓето такви да цмиздрат, да има недоверба, да има злоба, да има гард. Кога ќе почувствува љубов, ќе спуштат гард. Тоа мислам ако дека е решение за се. Тоа е тоа. Фала профа многу, многу интересен подкаст имавме. Да, да, да.